да идам после у Даймондов да... Кај ќе одиш? Па да купувам некој поклон, кај си, бе, Кај мили, си? добар ли си? Одлично. Си с нашата по Скопјенцево. Си нашата бувнија по силната вратата. Да, чекај, многу Ето така. Се Добар си. намести, се Се смести, намести, чека да, се добро, све да чекај става. да видим, јас и технички тука гледам се, да ти кажам се изнаснимив и да ви се пофалам луѓе, ако не беше Бојана, немаше да се изнаснимам во Скопје. Одиме лайф там за Да, не сме лайв. А не сме уште Не, лайв? сега снимаме. Да, бе, ти се снимаш, да. Сега го Чекај се ова снимаме. да ставам позади Чекај само вака, овде ќе ташничката. го клам јас, оти ладов. Значи, ама добро што лаптопот си да во снимаме. Скопје во недела. Аха. Прва работа, затоа што Не најубаво е можеш, Скопје во недела, инаку да дојаше во понеделник или вторник, Ќе беше хаос. па мислам ќе беше ужас Да, за тебе имаме и кола за... една, чекај да се тргнеме. И за... Клај си едно појасче да ти клам бубица. Да, така е. И за безбедност, не за нешто друго. А сега не се изгуби оваквото. Шо, не, врскане северето. Ама сега ти сакаш назад да се враќаш, ама таму можеш да излезеш Ќе право. излезам само кола има една да му се А, да, тргнем, оти добро, му сметам на добро. патот, за да се наместиме ние оти тука, јас се пред камера правам. Да, Не знам. лажам. Знам дека беше од камера. Ето така, битно лајв не сме, иначе да, тие што не гледавте за Нова година на лајвот, Бојана ми беше гостинка во југото. Да. И ми беше многу јак моментот, оти јас тога се бев, нели, во живо си правам пренос и се му ја слушам Бојана на сцена, кој го донесе ова југото овде. Ама видиш, ја те приметив, те кажав. вистина. Те кажав. Како ти е сега тебе во Скопје, прво кажи ми? Во Скопје, прв пат да ме праша некој во емисија, вака нешто прво прашање за мене. Па морам да те прашам, пошто си ми гостин во Скопје, морам да те прашам како ти е добро е, вака впечатокот за нашиот Не, супер поминав, град. како што ти кажав, кога се слушнавме на телефон, малку е предизвик да се вози југо во Скопје. Да, тоа е баш предизвик. Да, пошто немам серво, немам Да, такви и све е работи. брзо. И се е брзо некако и неш во нас. Сите брзаат. А плюс снимам Свират. во исто време, да, не, генерално се полесно поминав. Да. Обично многу поќе ви свиреле во Скопје. Нервозни се, сите Да. брзаат, нешто многу е гужва голема и сите сакаат нешто побрзо да го фатат семафорот. Да, ама не може, тоа е времето. Значи кај да тргнеш, тоа е времето, така да тако. Не знам дали во Битола е така, но например кај нас пешаците ти се заблагодаруваат кога им застануваш на пешачки. Мене ми свират сега оти застанав на пешачки, дај Да, така веа како фала. Као леле ми застана на пешачки, Да. мислам нешто што е толку нормално и Да. до таму сме стигнати, да. Али добро, тоа е Скопје се што да се прави, не може да се смени, да си мислам може да се смени по некое време, али Ќе сега ни биде забавно. чудно. Ќе ни биде чудно Да. да смениме пошто сме научени вака напето да се понашаме во сообраќај. Ама добро, и тоа мислам дека ќе влие малци на последно расположение во текот на денот и така натаму. Абе затоа викам јас легнаш во кола и одма со напнато. Па даде, затоа ми е супер кога ќе отидеме во другите градови низ Македонија, значи колку порелаксирано се живеат, по срекни се, по Да. насмеани, затоа што не го доживуваат овој стресов овдека. A few moments later. Мене ти во мозокот ми си врежа на Бојана Танасовска Ама- и то толку тешко ми е да го искоренам. Така беше во... Така пораснав јас Така да. почнав јас. Да. Значи така почнав, затоа што многу е нормално луѓето да ме запамтат како така и така беше пробивањето на музичката сцена. Да, и сега и вака посебно во луѓе во твојата бранша, Добро. кој ќе изградиш некој име и најчесто кај женските, нели, се менува презимето. Проблема. Влијае тоа да на кариерата? Да, влие, затоа што многу луѓе те знаат како Атанасовска и сега сосема нов идентитет ставаш Да. и треба да се навикнат и треба време за да го научат тоа. Ако си ти истиот човек, ако ти е исто името, нели Бојана, Да, Ама- знака е водно одама. оди на кај водно, ова е моje мало, инаку тука е блиску куќата на мојта, и јас малку погоре живеам. Па супер. Да. Значи, ако нешто се деси, дома сме. Дома сме, да, ако треба гума нешто да се менја, ако Не нешто... скајала, Среќа, порано дали беше така исто, дали е така кај твое во југо, значи тука на подважњакот доле се собираше вода, ја кога го возев моето југо, ако ми се наводенеше, И касне. значи толку више. Мислам дека и со ова така ќе биде. Не си пробал тоа? Не сум Уште низ пробал. вода не може пробувај. Не, сакам Битола да си одам денес. Да. Нема да пробам по ниедна вода. Да, е тука навака на оваа улица живеат моите, Да, а ти ја си живеам права, таму да. погоре, да. Ама овој дел е убав вака на Скопје за живење. Па добро, убав е, ама пак и тука гужва, пак и тука има Да. премногу коли, паркирање е проблем. Скопје најголема борба е за паркинг. Да. Иначе која ти беше прва снимена песна во животот, на страна им 2 што беше тоа? Па им 2 ми е првата песна во животот. Претходно ништо си немала нигде никакво искуство? Никогаш. Значи не сум влегла во студио пред да се вклучам во ИМ2. Таму бев прв пат професионално да се Да. занимавам и да почнам со музика. И тоа ми е најпрвата песна во животот.
2002 ја снимав. Живеј со прашањето, така беше? Да, интересно беше тоа парарарарам, парарарарам. Тоа остана. Пола Да. песна ми беше парарарарам, парарарарам. И има По-добро на сторија кладов, се не знам дали крајот. виде. Да. Не видов, не сум проверила зашто нешто низ дома се акав. Да, ама се Се тоа е спремав. мама, жена, Еле, домаќинка. ти си. Ај, морам башка да се спремам за подкастов, инаку не дава Точно. обично сум полабава. Ама викам, Ама ајде. ако бе лабав подкаст, гледаш мене југото дроп ми се направи да друвозам низ Скопје. Леле, гледам и тоа е, еве и мојата кола е таква, ама тоа е нормално кога има дожд и снег по Да, Скопје. и таков е моментот, се такво е времето, али Да. добро. Како жена вака, како домаќинка, готвиш нешто дома, чистиш, правиш. Готвам и чистам. Буквално се правам сама. Е сега види, од 5 дена работни во неделата, готвам можеби 3. Добро. 2 се снаоѓаме нешто, купуваме, Купено, да. праќа, мислам нели деливери лево десно. Пошто можеби од сабањето сум имала некои уврски, па не сум можела, а не сум од оние типови на жени, како на времето на мајка ми од вечерта направи си сине ручек. Аха. Ама и децава некако сега се малку во поинако филм, не се како нас, мораш да ја јадеш манџата. Да. И ние не ги воспитуваме така, дека нема да станеш од маса ако не ја изедеш манџава. Така да се снаоѓам, а инаку Не, ти вака чупиња, например, помали што се сега, онака не знам да готвам, вели јас. не, Како ќе се мажиш, му велам. Види, не е само заради мажењето, него едноставно сакаш никош да јадеш домашна храна. Да. Значи, еве, во Скопје има многу такви кои што прават као домашна храна, ама не ми е како домашното, баш она Не е најдомашно. домашно, тоа е голичина голема која ќе се прави. Да. За да И се сега продава. сакам никош да си направам нешто за себе повкусно. Што сакаш ми е. најмногу, така што готвиш? Сарми. Сарми? Да. Сарми не јадам, примерно. Зашто? Ти си првиот човек што слушам дека не јаде сарми. Не јадам сарми, да. Значи сакам да правам сарми, многу добро ги правам сармите и обично овој период сега кога ми е сезона на сарми правам сигурно 4-5 пати во сезона. Вака го свртам на таму, може да Така слезам? ќе идеме на кај центар, ама сврти јако. Што имаме в центар шо? Да, тоа ти е. Ова е инаку црничок, дека се викава на сало делот водна. Да, сакам Значи, сарми да сармите. правам и ги подготувам баш онака со лезет, со кејф, полека, ццкам правам и уживам најмногу ни ги јадам, највише си ги јадам јас. Јас знам да готвам, пример, за да преживеам. Онака, Јајца не- да пржиш. Јајца да испржам, макарони, Спагети, нешто шпагети, такви работи. Добро, Ама ајде и за тебе сос знам. логично. И сосови Сос, различни. о, Па не добро, се се тоа е сосови. хит. Не знам, различни, ама знам така со томатело нешто, да си Добро. со она паблага Значи знаеш да преживееш. Нешто така колку да се подкасне, знаеш. Добро, без за храна сигурно никој Да, нема ама да не, умре. начинот на работата и мојот и твојот веруваме таков цел ден сме надвор Да. излезени и така. Види, мојата професија е таква, за јас снимам работно време од 8 до 4. Ете така, за да Не можеш ти само- дома ручек да правиш. Да, не само со пеењето, нели тоа е обично попладне, ама се случувало и преку ден, рано на сабајле да имам некој настап. Јас не можам нонстоп да го планирам тоа и има денови кога имам премногу работа и не сум дома и има денови кога сум баш онака ептен дома. Да. Кој ќе да речам вака си професионално ангажирана на настани. Да. Сега последно беше ја пееше химната за Полицијата, да. за полицијата, така Да, ги да. нели верификуваа како се вика тоа. Тоа е промоција на новата Промоција на генерација. новата генерација, е така. Така е, така. Е сега ја пееше химната, тоа е една Точно. да убав гест да се Па направи. најголемата чест што може да ви ја Ето дава. така за МП-јач, што значи тоа? Значи ти имаш чувствуваш трема во тие Ау, моменти. јас во животот за ништо немам трема колку што имам за пеење химна. Верувајте, одговорноста Стресно е, е огромна, затоа што пеењето химна е највисокиот чин на изведба на некоја песна. И сега, вие кога пеете химна, ја носите цела држава на свој грб, Да. значи ја представувате државата и пеете за цела држава, значи Не од на строфати? Не дај Боже, с краја да е, не дај Боже да ми се случи такво нешто. На вистина е голема чест кога Се ќе ме случува поканат. така да. Да, се случуваат и такви работи, сите сме живи луѓе, може да се случат, се блокира мозок, може да испуштиш, нели, зборче, не дај Боже, но некако се створи атмосфера дека на вистина не смее да се сгреши кога се пее химна, затоа што тоа е најдостоинственото нешто што може да ви го дадат како обврска. Имав голема трема, имам секогаш голема трема. Се спремам, верувај ми, од вечерта повторувам, пеам, во која интонација ќе ја изведам. Сега кога ќе текстот- излезеш таму, тоа е интересно, ти треба да ја слушаш интонацијата, не можеш да земеш интонација од пијано или слично како во да. пошта нешто. Знаеш како, имам една финта, предходно на мојот мобилен телефон, А си снимаш интонација. си пеам интонација, си ја пеам првата строфа како интонација која што ми одговара најмногу. Да.
го слушам тоа пред да излезам на сцена, секунда, две. Да, и си ја памтиш. Да, сега во случајов со промоцијата на новите полициски службеници беше интересно што тие веќе беа нестрпливи и јас сам пред да застанам на микрофонот, они веќе почна да пеат. Да. Ама е погодија па мојата интонација. Како да сме биле договорени. А ние не бевме Да. договорени и така некако добро се уклопив да ја продолжам нивната интонација и беше интересно, супер беше. Одлично, да, гледав на стори, има и објавени доста медиуми, мислам, Да. супер беше Види, помина. имаше секакви коментари, значи најмногу имаше позитивни за новите полициски службеници, но верувајте дека треба да ги почитуваме институциите. Тоа се една цела нова генерација која што треба да се бори со разноразни појави во општеството. Да им дадеме поддршка, се разбира, можеби некој од нив некогаш во животот ќе се откаже од таа професија, но да не ги чекаме одма на нож да ги караме, да ги Кај нас малце е така менталитетот, знаеш, одма треба да се искара нешто, да се исхејта на некој начин. Па добро, видете се, не е убаво, мислам, да почекаме да помине време и на секој млад човек во нова професија треба да му се даде поддршка. Точно. Така Кога да. почнуваше ти, кој ти беше најголема поддршка, така ветер во грб што се вели, кој ти даде тогаш во тие моменти поддршка, освен М2 што беше еден бранд на нови пејачи? Па имаше многу луѓе што од фелата, да речеме, од новинарите, од кои што ми дадоа поддршка, но имаше и оние кои што ме пречекаа на нож. Значи имаше, ама тоа е веројатно дел од процесот на созревање како пеач и не беа можеби премногу што онака безрезервно ме поддржуваа, но имаше луѓе кои што ме поддржаа и кои што ми дава онака елан дека добро го работам тоа што го правам. А можеби и критиките ми помогнале до некаде. Точно. Знаеш, Дали се сеќаваш на твојата прва аудиција на М2? Во Се тие сеќавам. моменти што ти беше Да. во тој момент, што чувствуваше притисок, трема? Па, прво Мислам, дома дали ти рекоа чупе ти си за пеење, оди пријави се, како почна од тука Па не, дека моите не беа нешто многу музикални не знам. или? Не само музикални, него тогаш запишав факултет и мислеа дека не треба многу да се занесувам со музиката. И дека треба да си го гледам факултетот, дека музиката кај нас може да ти биде хоби. Биле исплашени веројатно заради Да. фактот што ете Македонија е мала земја, па немаме ние кој знае колку можности. Ете застанавме на пешачки. На пешачки, да. Кај така треба. Тие да ме поддржуваа подоцна, но на почетокот велеа дека не треба да се занесувам и кога отидов на првата аудиција, тие мислам не ни знаеа дека си имам пријавено. Заради фактот што не ни бев сигурна дали ќе поминам. Ти тврдоглава сама си рече, се пријавам. Сакав во секој, значи сакав, тоа ми беше огромна желба и мислам дека пеев песна од Каролина или не, првата пеев од Калиопи, Месечина, а потоа пеев од Каролина за нас. Она Да. долго знам чекаше, но на. Тоа е претешка песна, превисока. Таа беше со матрица и знам дека бев ужасно незадоволна од себе си и беше Ти така. си алт, така? Да, јас тогаш бев на кај сопран. Да, беше. Така нешто измеѓу, ама пошто подоцна или гласот ти созрева, уште Да. не бев зрела, си сум си алт. Да, имаш таква алтовска боја. Јас Да. многу како глас ги сакам алтоите, Да. пошто ми се така полна боја има. Имаш вака некој што си била во склоп со музичари, некои кои што првпат можете слушнале како пеш кој што не се од Македонија и да ти скоментирале за бојата која што имаш на гласот. Често пати сум го добивала тој коментар и надвор од Македонија, и во Македонија, и во Фелата, дека имам некоја посебна темна убава боја на Да. гласот која што треба да ја користам како своја, Штоф, да, ствари, како да. своја посебност, нели? А интересно беше кога бев помала, многу сакав високо да беам. То така е како достигнување нешто, Ај, се као- чини као- во тие тинеџерски денови. Да, во тие тинеџерски денови Мараја Кери и Витни Хјустон беа хит. Да. Нели, ако имав 15 години, 13, 14, Селин Дион, нели? И сега тогаш беше, нели, колку октави пее Мараја Кери, колку Витни, колку Селин Дион и ние беше достигнување, немек, сад ти колку можеш горе да идеш, немек, горе. Те растепиш грлото. И сватив дека уствари тоа било незрелост, пошто ти треба да имаш убава, пријатна боја, емоција во гласот и тука треба да се бараш, тука сум си јас. Да. А ти колку си го сакаш твојот глас? Во последно време и во последните години многу повеќе од кога бев помлада. Веројатно затоа што и техниката на пеење ми е многу поразлична, многу Ни поинака. подобрена, извежбана, Така е. искуство да си го направила своето. Така е и почесто во последно време сакам да слушам некои мои понови изданија и таму таа топлата боја доле. Отколку кога бев дете, некогаш си се смеам, викам леле Бојано, Гласов, леле Вриштењево, леле.
Не, ама супер, мислам така и треба да се развива еден пејач и да си биде самокритичен па сам на себе, зошто да не. Да, мора да бидете самокритични во Ето така, за тоа успех. е тајната на успехот на некој начин. Кога ќе си вака низ настапи, да речем, низ Да. Македонија, па и надвор од неа, не знам, дека и си пеела сигурно на многу места. Така е. Како реагират луѓето кога те слушат музиката, ми замина камерата. Леле, се вративме? Се вратиме. А да. зашо не се гледаме тука во камерчево? Немаме. Не, ќе се видиме, имаме превју, само ја си прави скринсейвер за да не ми троши Аха, батерија. добро, зашто така убавко ми е кога се Не сме. гледаме. Добро. Добро. Како реагират Како на реагират? музиката која што ја изведуваш? Нешто ти изведуваш, еве сега имаше проект нели со Да. македонски патриотски. Да, да. Нешто се македонско некако се насочени ми се чини сите музичари, ма еве како се реагира кога луѓето ги гледаш ти од твоја страна, од твој аспект. Убаво реагираат, иако сега луѓето кај нас во Македонија имаат сериозен вкус за музика, знаат да проценат, нели знаат што е убаво, што им се допаѓа, што не е. Зборувам за настапиве по градовите, по плоштадите и секој град си има малце поинаков тип на публика. Додека не сме загреани на почетокот внимателно се слуша, нели правите песни за загревање што ги имаме, а подоцна веќе на средината на настапот пееме сите заедно. И јас сум пејач кој што сака публиката да пее со него. Јас не сакам да Да биде се истакни само ти. Да, не пеам камерна музика, не пеам Да. опера, за да седат и само да ме слушаат внимателно. Јас сакам публиката да се забавува додека е на мој настап. Рап слушаш? Слушам, да, порано повеќе израснав со P. Diddy, ајде сега не е популарен да го спомнеме. Али добро правеше музика, Тупак Шакир, со таа генерација на музика. Значи си слушала и така музика. Слушав Ив, јас слушав раперката. Да. Слушав Лорен Хил. Тоа беше музиката на моето детство. Се тоа време беше вистина актуелен рапот, намерно го спомнав пошто сега некако рап нема. Мислиш че ни посебно нема во Македонија. Да, нема освен Сладкаристи и не знам Тони Зен 2 бона кои извадат една песна 2 годината и толку е нешто од рапот. Например, порано јас го се сеќавам, премногу имаше рап групи, премногу рап настани имаше. Тоа е тренд. И затоа е тоа така? Да, значи јас имам анализирано историјата на и светската музика од времето на 50-тите, Елвис Присли кога се појавил. Да. Баш сега скоро го гледав и неговиот документарец како направил камбек 68 година. Пошто например он се појавил 50 и не знам таму 8 или така некаде и пеел нели као рок н рол, пошто тоа е дел од црнечка музика. Да. Измешани нели некои стилови, прв бил белец што пее таква музика, што е слушал по црнечки таму некои хорови и таму кај што живеел во Тенеси. Подоцна таа музика е била интересна, тој период се појавуваат Битлси, прават поинаков тип на музика. Они наметнуваат своји трендови и тогаш почнува нели ерата на Битлси и тој стил. Па сега он што да направи ново, значи потикнат да изборувам од документарецот него. Да. Така едно време беше и рок музиката хит во 80-тите, нели? Имаше милион рок групи од И White некако се Snake. има и почеток и крај. Да, тоа тлее, ама тоа не... е ера. Значи Ера, тоа е да. некоја ера која што е моментално актуелна, така беше и кај нас. Да. Нели, на почетокот беа скупските фестивали, Точно. Шпато правеше аранжмани, нели беше таа шлагерска музика, медитеранска некоја, па подоцна се појави Макфест, па беа тие поп хитови, Да. 80-тите електропоп некаде И имаше. сега какво време е во Македонија, шо ера? Јас На патриотизам? Знаеш како, во Македонија моментално она што затоа и го правевме овој проект, тоа најдобро поминува во моментот затоа што сме носталгични по стара музика во ново руво. Да. Можеби затоа што во моментот не наметнуваме нов стил на музика, значи ние сме малку посебни македонците. Например, србите секогаш имале добра фолк музика. И во стара Југославија они имале, зборувам за наубава фолк музика, не зборувам за Турбофолкот. нели ептено на најлош турбофолк. И сега србите си биле такви за тоа и затоа од кај нив извираат тие такви фолк варијација на тема. Ние македонците си имале посебна фолк музика, посебна поп музика. И кај нас повеќе била, мислам дека поп музиката популарна во тие 90 и 2000-та. Турбофолкот. Сега кога се измеша и турбофолк и трап и фолк и све, ние тука во забавната музика имаме малку проблем кој правец. Да. Значи, кој е правецот кој што... вистина сите од забавната пренасочија во нешто така етно. Да, ама класично поп музиката во моментот некако на голема врата не поминува. Значи, од тоа што сме го пееле пред 20 години кога било најпопуларно. Да. Сега има голем наплив на влијание од надвор,
И сега младите слушаат се буквално измешано заедно и кратко да биде. Твоите деца што слушаат? Па моите деца слушаат моментално странска музика. Тебе ти ги слушаат песните? Еве Еспресо, керка хит е Еспресо. Сабрина Карпентер. Да, тој е и на моите песни ги слушаат, ги сакаат патриотските, ново издадените. Ги слушаат, ама најмногу си се во свој филм. Да. А вака кој расте, сигурно не знае дека ти си популарна и дека си пејачка во Македонија и така натаму. Како го откриваа тој процес, како Па како кога се ќе ме случуваше видеа на тоа? телевизија. И Ова кога- ти си мама? Да, кога ќе ме видеа на телевизија и во последно време кога доаѓаат на некои мои настапи. Значи, неретко е, ама Колка доаѓаат. ви се сега? Искра има 7,5, а Гого има 5,5. Па мало се уште, значи Мали се, да, за да ги тормозам, тоа е сепак напорно за нив, Да. ама чекам и сами да сакаат да Мишичка. доаѓаат. Па добра, и ќе пораснат и ќе те поддржуваат сигурно. во- Сигурно во се Боше. надевам. Само ми е интересен процесот кога знаеш мама веќе си имаш дачиња и сега тие треба да откријат дека мама вистина е пејачка и работи во тој дел. Да, јас не сакам многу да ги инволвирам во тој дел, сакам сами да си го проценат тоа и не сакам многу па да ги оптоварувам со мојата работа, да бидам дома, сакам мајка и поинаков живот, Однос да нели? има, да. Да. Затоа што па не знам што тие ќе сакаат во животот да бидат, зашто па да мислам дека тоа ќе им биде убаво на Че нив. ти му оставаш слобода тотална. Тотално. Од твоите родители си имала слобода ти? Па имав слобода од нив, ама секогаш беше муабетот, те молам, факултетот, немој да се ослонуваш само на Приоритетите ова. прво, да. Да, така некако таа генерација на родители сакаа сигурното, нели, работа да си најдеш сигурна, да не биде несигурно и така натаму. Да, треба да се развива човек. Или не треба никога да му ги кратиш крилјата. Да. И малце ризик во животот е добро дојден, јас така барем сметам. Се времето на нашите родители и тој начин на воспитување и нели тогаш било све државно, сите работеле во државно, е многу променето. Да, сега Сега државното сме- не е приоритет. Па, Мислам, барем на мене не ми е приоритет. Да. Мислам дека многу повеќе шанси имаш приватно да се докажеш и да креираш отколку во не знам, да, и државна пред да застанам институција. да најдеме спаркинг вака, на колку јавни личности ти си му поможила, како во однос на промоција, Па, на многу. тебе продукција за песни и така натаму, пошто Така е. Се трудам да помогнам на сите кои што ќе ми се обратат, затоа и беше направен овој проект за да вклучуваме многу мои колеги, да работиме, да ја промовираме македонската музика. Сме работеле и многу емисии каде што сум ги канела своите колеги да ги промовирам. И во иднина кога ми се обраќале за нешто да се сними во студио по најнормални услови, значи да не биде тоа нешто што биде соодветно и за нив. Да. Така да и во иднина ќе се трудам да помагам. Си пеела пратечки вокали во некои песни? Не, никогаш. Никогаш? На мој не сум пеела. Вистина? Никогаш. Нема желба за такви нешта? Па не, искрено не ме бива, мислам, не ме бива. Не сум ни пробала, ама мислам дека не сум таков тип на пејач. Да. Ти си за лид вокал само. Па да, таков карактер сум. Да, тука можам да подпаркирам негде десно? Да, можеш тука да се качиш десно, да. Успеам на ова банкинче височко, пред да ме земи овеа назад. Да, не дај Боже. Не дај Боже. А ти нек се, овајте ќе му паркираме овде, нема проблем. Да, можеме тука да паркираме. Не за нешто друго, сакам да те дарувам. А леле, и тоа има сега? Сега има... Ова по најново ти е нешто. Не е најново, ти немаш видено во трај времења. А, Само што добро. Јас сега велам вака, многу битолски фирми ме поддржуваат, од друг град ни една фирма се нема појавена. И па знаеш како, може би треба малку да излезеш од Битола? од Битола, да. Излегов во многу наврати. Ајде ова нека биде Ова нека биде поттик. потик и апел, затоа што има навистина многу фирми и во Скопје и во државава Така е. кои што го разбираат овој начин на маркетинг. Така е, вистина, да, и доста функционира, еве имам одлична соработка со сите фирми со кои што Дај Боже да имаш уште повеќе. Да, и одма ќе почнеме оптика диоптрика М, во Битола можеш да дојдеш уште една, значи се Добро. што ќе ти дам да си земеш на очарчиња. Стварно, за сопце или- благодарам, ќе Ако дојдам. сакаш оптика, ете така има доста Благодарам. брендови, на тоа можеш да се Благодарам. одбереш што сакаш. Леле, а јас знаеш колку сум љубител на Да, научари, имам научари, преку да. 30 пара дома. Е, повде ќе се загиниш. Јас кој да се одберам на очари, онака премногу има. Значи, реков, леле, сега што да одберам. Дечки, диоптрика, кај вас сум. Ето За така. брзо. Ќе ме натерате причина да додам во Битола. Ама види се, можеш да дојде. Значи, одиме после кај Јоцо Solution, еден... О, леле, па баш ти убаво. Супер. Ете така, ова ти е за колата, значи, доколку нешто добро, ми сакаш, треба, сигурно Па ќе се, имам. патот до Битола е тежок, Па тама трнлив. нем колата ќе ја овако и после очари за ако ме удри Се има, сонце. се има кај Јоцо. Значи, дури Браво. 3D принтер има, ако Браво, сакаш да ти Јоцо. спринта нешто.
Да се Супер. одмориш од тешкиот пат кој ќе дојдеш до Битола во Ива Бјути центарот на третман. Леле, ама ја морам да идам викенд во Битола. Мораш да. Ја навистина ќе морам да дојдам во Битола на викенд. Да. А ја знаеш колку сакам да одам во Битола. Кучиња мачиња чуваш? Да, куче имам бишон. Бишонче. Бишон. Чекај како го речеме, го рече некако. А, дека Кики. се- Кики беше? Да, она ни е женско и многу ја сакаме и тоа ни е како да кажам, член од фамилија, ма буквално спие со нас. Еве ти храничка за неа од 5+. Леле, браво, благодарам. Плюс и ваучер че имаш натреб, можеш да одиш до Битола, ќе му купиш нешто за нас. Значи јас стварно морам да одам во Битола. Мораш. А сакам да одам во Битола. Ти го подарувам и ова, чекај да видам да не испуштив нешто. Леле, Не. што направи ти? Парфемче од парфемерија Нуир. Мими што направи човек, па само да ме викаш. И парфеми сакам многу. Ете, ти мислам дека ти го јас ти го одбор. Ај, па добро, како си ме проценил да видам? Ајде да видиме. Јак интензивен, добро, све Добро е. супер. Тоа Па е. јака жена, Па, јас мене тоа тако таква почнав да сум. се, да. Да, Јака сум. мојкна жена, да, вистина убав мирис ми е. Значи Мими, ал да ти благодарам, значи еве ќе си одам вака дома како од Натоварена. Дедо Мраз, Да, товарена. како што беше југото за нова година. И се надевам дека само него минува југото. Не. Напредувај, дај Боже да имаш уште милион поддржувачи на твојата работа, ама југцева не го минувај. Нема да го сменам. Си размислувал за Кабрио југо? Леле, знаеш колку сакам? Премногу сакам југо кабрио, многу е ретко да го најдеш. Во Србија има неколку, ама во Битола знам дека има едно југо кабрио. И толку. Во државата немам сретнато да има некој друг југо кабрио. Ако има некој југо кабрио, нека се јави, ве молам да ме повози малце да се снимиме во југото. Не сум видела ни јас ни Скопје за да ти препорачам некој што би можел нема, да ти нема, го... не, многу. Србија имам видено, често име Србија се случува или Америка имат некој југо кабрио. Е, тоа замисли летен Преубав. подкаст. Преубав. Ни Така. се косиве ни летаат, а ние Да. ни Скопје не пцујат на семафор. А да мрзи се. Да ќе влезам одма е вака. Не, немаат Скопјани, мислам проблем со битолчани во тој дел. Не знам, ама обично вака е секојаш на свирка кој ќе влезам. Види, така е. Така е за сите веројатно. Мислам, да. така е за мене, така е за Да. сите, верувај, нервозни се у Да. Скопје. А јас мојата свирка е вака за поздрав. Шо Ау! Ако имаш уба женска, ако видиш, Еј, браво. Браво, ова не сум видела, не сум чула одамна. греалка немам поќе, Ама убаво топло е. топло е да парното работи, се работи и колата. Супер е. Кажи ми за крај вака нешто сакам како заклучок секојаш преме со гостите. Некоја порака да испратиме до тие што ќе не гледаат, бидејќи сакам на крајот онака да имаме нешто мотивирачко за сите, пошто ти си така и мотивирачка жена, која што ете вистина успешно се движиш во твојата кариера и барем се надевам дека некој довече ќе не гледа, ќе се огледа на твојата работа. Ја ќе им препорачам да веруваат во своите соништа. Да. И да не се замараат што ќе каже околината. Точно. Еве, тоа е моја една топла препорака дека никој не може да го живее вашиот живот, никој не може да го работи тоа што вие сакате да го работите и знаете да го правите најдобро и за приватен и за професионален план. И верувајте во себе и не се оптоварувајте со околината. Тоа е, мислам дека клучот за успех. Еве кога ги гледам и луѓето успешни во светски рамки, многу пати биле негирани, многу пати биле оспорувани, многу пати сакале да им ги скршат крилјата, Да. но упорноста и верувањето во себе, барем јас така се движам во животот и ги занимарувам сите негативни фактори од страна. Така, и си го тераш оно што те престрикна и како што гледате сите успешно си го работите што го сакате. Во Македонија знаеме да видиме малку токсична средина. Ми е жал што е тоа така. Јас стално апелирам дека треба да веруваме во себе, да се поддржуваме, да сакаме да го поддржуваме тоа што е наше, не само во спорт, во култура, туку се што е македонско. Да. Еве и твојот подкаст и сите нови нешта што се појавуваат. Ние сме малку знаеме да видиме токсична средина во која што ако сте слаб карактер, може да ве демотивираат. Да. Затоа верувајте во себе, само вие знаете како треба тоа најдобро да го направите. Преубаво, значи Бојана многу го каже ова, верувајте. Така е, Да, така вистина е така. Големите соништа се остварливи, ама ако наоѓате причини милион околу вас заради ова или заради тоа или овој ме поколебал и овој ми кажал ова, никогаш нема да си ги остварите. Да. Мило ми беше, јас и поминав преубаво во југото, по Фала втор ти, пат со Мими. тебе, не ти прв пат да, ама вистина ми е уба енергијата Мими, твоја. секогаш сум тука за тебе, што и да ти текне. Се надевам дека ќе го расшириме твојот подкаст Ајде, дај Боже. многу повеќе во Македонија и дај Боже, па зашто па не и надвор од Македонија? Па зашто да не? Ти си интересна приказна. Има, да, еве се покаже ни лајвот дека од странство ми пише, имаше коментари дека ќе гледа луѓе и од Србија, и од Шведска, и од Германија, од Австралија дури ни пише од во Сабајлето го не гледале. Така е, ова е многу оригинален подкаст. Така да, супер. Фала ти уште еднаш што ми беше гостинка, фала ти за се што ми поможи во животот. Многу ми значи. Секогаш сум тука да знаеш. Да, Ова е вистина. малку, мислам колку што
што можев, ама Ама вербај дека се значи, тука. вербај дека значи и вистина сакаме ве јавно да кажам дека лично не се знаев со Бојана се до нова година кога дојде во Битола. Ете, убава енергија осетивме веројатно и двајцата и вистина ми поможи многу во животот. Јас само те споив, а ти сам си помогна затоа што Така си е, ама тоа е оригинален. многу битен Јас момент. само те споив, те препорачав, а понатаму си направи сам, верувај. Така е, да. Така во животот треба да си Ама помагаме. тоа е тој ветер во грб што го кажав, што те прашав. Знаеш, како ти така малце добро некој да ти Мими, отвори барем малку врат. Верувам дека постојат добри луѓе, иако сите знаеме често кажеме, нема веќе луѓе, нема веќе пријатели, Да. нема, се уште постојат добри луѓе и добрите луѓе си ги наоѓаат добрите луѓе. Точно. И Да еве знаеш. сме доказ дека битолчани и скопјани може да сме другари. Така е, секогаш ќе биде така, Битола најуба на свет, да сте ви живи и здрави. Гледајте го Мими подкаст. Да, и Бидете слушајте горди на Бојана него. Скендеровски. Скендеровски Атанасовска како сакате, а можете и само Бојана. Така да ве сакам и ти благодарам за убавите подароци. Доаѓам во Битола, имам милион причини тука да зашто треба да Точно. дојдам. И кафе да пиеме на широк сокак. Амин. Ете така. Се гледаме. Фала више на гледавте, чао чао.